Развојот на територијалната одбрана и цивилната заштита ја наметна потребата за постојано дообучување на резервниот старешински кадар како битен елемент за практичната примена на концепцијата за општенародна одбрана. За таа цел, на предлог на Главниот штаб за територијална одбрана и Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија формира Центар за обука од областа на народната одбрана. Основната намена на Центарот за обука е да врши дообука и оспособување на резервните старешини од територијалната одбрана и цивилната заштита, а исто така и други кадри од областа на народната одбрана. Една од примарните цели во обуката на старешинскиот кадар во Центарот за обука е постојано да врши оспособување и усовршување на старешински кадар кој располага со високи морално-политички, војно-стручни, идеолошко-политички, безбедносни, општо-технички и психофизички особини за успешно организирање, подготвување, обучување, раководење со единиците, командите, штабовите и другите структури на одбраната. За успешно изведување на оваа обука, Центарот има створено услови поволни како материјални, така и кадровски. Во својата редовна работа, Центарот за обука соработува со единиците, командите на оперативната армија, со центрите во ЈНА и со други школски и научни установи. Во зависност од поставените цели, а во рамките на планот и програмат, обуката во Центарот за обука се изведува во вид на семинари, курсиви, технички зборови, показни занимања и други студиски вежби и друго. Центарот за обука е отворен исто така кон професионалните можности на луѓето и им овозможува да ги обноват, прошират и да се добијат со нови организацијски, војно-стручни знаења, вештини и навики за успешно обавување на своите функционални должности како во мир, така и во војна. Особено сакам да го истакнам максималното залагање на резервните старешини во совладувањето на предвиденото градиво. Така што, покрај предвидените часови за обука, тие своето слободно време го користат за учење, читање на стручна литература, решавање тактички задачи, обука на оружјето и другите технички средства. Очигледен е нивниот интерес за дополнување на своите знаења и вештини, усовршување на војно-стручните сознанија. Иако е тоа нова образовна установа, Центарот за обука успешно ги извршува поставените задачи од страна на Главниот штаб за територијална одбрана и Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Сара Македонија. Другари, територијалната одбрана како најмасовен дел на нашите вооружени сили, како што рековме, се состои од штабови, единици и установи. Единиците може да бидат од здружен состав и од месен состав. Овде, во овие современо опремени кабинети, старешините од сите структури на територијалната одбрана и цивилната заштита теоретски и практично се обучуваат за извршување на одредени организацијски задачи. Обуката пред се има за цел да ги дооспособи старешините за успешно раководење и командување со единиците во сложените услови, што би ги наметнала современата војна. Партизанска бригада, односно партизанска бригада за време на Народно-ослободителната војна. Ние рековме дека бригадите и баталионите се мощни подвижни единици кои се во состојба да се јават на оно место каде непријателот најмалку ги очекува. Видите овдека дејство на една партизанска бригада за време на Народно-ослободителната војна, која се движела по неколку десетине километри, минувала во текот на 24 часа. Исто така и нашите единици се способни и подготвени. За време на обуката, обемно се користат богатите искуства од нашата народно-ослободителна борба и револуцијата, се разбира дополнети со најновите сознанија и достигања од доменот на современото војување.
имате инженериски единици, имате единици за врски, единици за АБХ и така натаму. Значи наполно се оспособени како единици, како целина да действуваат на подолго време и на поширок простор. Територијалната одбрана како целост, односно територијалните единици како вооружени сили, преди се има задача за борбени дејства на целиот простор и во секое време. За содејство со единиците на Југословенската народна армија, за одбрана на тешкопроводни пролази, на меѓупростори и така натамо, за контрола на просторот, за борба против специјални дејства и за борба со непријателската психолошко-пропагандна дејност. Се викам Душко Аврамовски, дипломиран шумарски инженер. Работен сум во работната организација Алколит од Скопје, во секторот за набава. Војниот рок го завршив во 1963-64 година во школата за резервни официри во Билиќ. Концепцијата за општенародната одбрана, каде секој работник, секој граѓанин на своето работно место се спреми да ги зголеми своите производни успеси и да го зголеми својот доход, го обавезува да воедно биде обучен за брање на тоа работно место, за брање работната организација од евентуален напад од било кој агресор на нашата земја. Како резервни официри нас не повикуваат од време на време за дополнување на нашето знаење, да би истото го пренеле во нашите организации, на нашите работни места и исто така и во територијалните единици за познавање на војниците кои што ги имаме во тие единици. За таа цел во штабот за народна одбрана, центарот, поготово за обука, организирани се специјални курсови со специјални предавални, каде се изнесени сите наоружања автоматски кои денеска се поседуваат, каде може да се увидат разните профили на оружје. Воедно да сакам да напоменам да кадарот е на високо ниво, стручно способен и нивните знања ни ги пренесуваат на еден соодветен начин, како полесно да би можеле ние да ги сватиме. Иако времето на овој курс е кратко, благодарение на нашето залагање, ние возможи за кратко време се здобиеме со и потребни знања и истите да ги пренесиме во нашите организации и борбени единици. Воедно би сакал да напоменам да поред овие предавални ние ги користиме и објектите од гарнизоните, на кои се здобиваме со поголеми знања, практично изведување на наставата, со нагледни и опитни средства. Сето ова обучавање, кое го имаме овде за кратко време, ќе ни овозможи спремно и обучено да се спротивставиме на агресорот кој ги нападнал нашата земја. Сега ќе појасниме како се совладува отпор на просторот и како се кршат непријателските одбранбени сили. Овде имаме пример. Непријател се брани. Видите, имаме и тенковски, и пешадиски единици, имаме и минско поле. За да се скрши овој одбранбен построј на непријателот, се ангажираат сите сили на просторот. Другари, еден од вас сега ќе ја појасни задачата на баталионската артилериска група кога баталионот напаѓа во заднината на непријателот на непријателското командно место. Јас, друже подполковниче. Повелете. Поручник Крстовски Крст. Ајде, Крсте, повелете. Задатокот на артилериската група и ракетната група, која се наоѓа во состав на територијалниот батальон, која действува во позадината на непријателот, е да изврши што побрз и изненаден напад на борбените и огнени позиции на непријателот, да им нанесе што поголеми штети како во жива сила, така и во борбена техника и да овозможи поуспешен напад на баталионот од територијалната одбрана и потоа да се повлече.
Ценам дека во текот на ноќта непријателот ќе се обезбедува преку истурена заседа помеѓу раскрсницата од селото Градање и градот Штип. Од северната страна ќе се обезбедува со истурење на прислушкувачи и осматрачи, а од левата страна веројатно ќе постави пешадиска патрола. Drugovi, nastavit ćemo sa obradom teme i ovaj nastavni čas iskoristit ćemo za ponavljanje. Ponavljat ćemo prvo naš ovaj novi puško mitraljez. Jedan će od vas, molim vas, da mi kaže o borbenim osobinama našeg novog puško mitraljeza. To će da bude drug poručnik Mičevski. Drugaри, ova je najnoviji od jugoslovenski proizvod puško mitraljez, model M72 godina, kalibar 7,62 mm. Namenet je za neutralisanje i uništuvanje na živa neprijateljska sila koja je maskirana, polumaskirana, automatsko naoružanje, oružje koje se koristi во пешадијата и служи за поддржување на пешадијата, било во напад или во одбрана за сопирање нападот на непријателот. Пушко митралезот најдобри резултати Другови, danas ćemo imati sredstvo za detekciju. Jedno sredstvo koje služi za detekciju zove se radiološki detektor M11B. Evo ga ovde. On se sastoji iz sljedećih delova. Iz tela, sa poklopcem i sondom. Во Центарот за обука одредени знаења од доменот на РБХ заштитата, санитетот, ветеринарството, противпожарната заштита, градежно-техничката заштита и од други области стекнуваат и старешините на единиците на цивилната заштита. Детектор ради на принципу јонизационе коморе. Се викам Александар Јанев, по занимање сум професор по биологија во Индустријското училиште Којан Неделковски од Тито Велес. Целта на овој семинар е да се запознаеме со задачите, да се запознаеме со техничките средства што ни ги нуди овој семинар, што ги поседува општинарната одбрана. Пред се во овој семинар ние се запознавме со средствата за извидјачките лаборатории, средствата за деконтаминација, некои средства што се потребни за санитетските потреби. Овој семинар ни возможува да ги надополниме нашите знаења што ги имавме порано, а сега со овој семинар ги надополнуваме и ни возможува да по-целосно, по-добро ги пренесеме во нашите единици. Конкретно во мојот случај во единицата за извидјачкиот одред што се наоѓа во Тито Велес. На таков начин, како што сме ние подобро обучени, така можеме подобро да ги пренесеме нашите знаења на нашите единици, така да можеме поуспешно да делуваме во случај на војна. За тоа
ни се овозможува да ги зачувуваме придобивките на нашата револуција и да се зајакнува системот на општенародната одбрана. Слушатели, сега ќе го обработиме прашањето воспоставување на радиоврски со примена на сообраќајните правила и прописи од темата намена и ракување на радиоуредот РУП 2Б и РУП 12. Непосредно стапување во врска со примена на позивниот знак може да се оствари по долга или кратка постапка. Повик на една станица по долга постапка е следен. Повик: сокол, 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 овде... Старешините покрај другото се обучуваат со организацијата и постапката при извршувањето на одредени тактички задачи, но честопати и самите се наоѓаат и во улога на извршители на одредени постапки и дејства. Ова радиоврска секој пат се применува кога прв пат стапуваме на одржувањето на радиоврските. Пример втор. Повик на една станица по кратка постапка е следен. Сокол, овде орел. Како примате прием? Одзив: орел, овде сокол, примам добро прием. Оваа постапка секогаш се применува при предавањето на соопштенијата и при предавањето на сигналите. Циркулар, овде Ибар. Примите го сигналот Елен, Елен, Елен. Прием. Подпоручник. Сум роден во Штип, а војниот рок го служев 73-74 година. Моментално сум командир на единица за огнена и ватрена подршка. Мојата единица е составена од претежно земјоделци. Нивната просечна старост е негде околу 40 години. Овој курс ми помогна доста, бидејќи додека служев својот воен рок во школата за резервни офицери, таму претежно бевме обучувани за командување во регуларната армија, додека овде на овој курс се обучуваме за командување во територијалните единици. Овие територијални единици действуваат на своји теренови, така да тие имат задача да го онеспособат непријателот, да ги запрат неговите маневри
и да му се нанесе што поголема загуба. Иако помина доста кратко време од ослужувањето на мојот воен рок, овде се запознавме со доста ново наоружање, кое што ние истото тоа ќе го имаме во нашите единици. Така да, ово наоружање и ово знаење моје овде што сум го стекнал на овој курс, ќе можеме да го применеме и во своите единици. Противничките сили се навоѓаат на десната страна од брегот. Тие се укопуваат спремни за дејство со добро средено обезбедување. 1/3 од силите се во спремност за борба, а нашата чета има за задача да со изненаден напад ги разбие непријателските сили и да ги запоседне положаите од каде ќе избие во реонот на Крива река. Ќе действуваат на патот, раскрсницата и десно во ливадата. Ручите бацачи на положај кај ориентирот број 2. Огнено ќе се даде на мој знак. Угломер 30-00, далинар 6-0-0, готов! Колоне основно! Пали! Ова беше само обичен инсерт од секојдневието на Центарот за обука, само едно работно претпладне исполнето со планска и програмирана активност на една класа слушатели. По неа ќе дојдат други, од некоја друга структура на територијалната одбрана и цивилната заштита. Со тоа Центарот за обука во целост ја исполнува својата основна задача и дава значаен придонес во јакнењето на одбранбената моќ на територијалната одбрана и цивилната заштита во Социјалистичка република Македонија.